Добар ден, почитувани. Ова е најновата Телма амбуланта. Пат, неизгоден чекор, спортска повреда или обична несреќа во домот, понекога се доволни за сериозна скршеница. Зошто кај повозрасните лица колкот и бутната коска полесно се кршат? Како зараснува коската, кога е доволен гипс, а кога е неопходна операција? За најчестите спортски повреди и враќањето на терен, но и за најголемите грешки што пациентите ги прават за време на опоравувањето, разговараме со доктор Михајло Ивановски, специјалист по травматологија. Останете на Телма, проследете го денешното издание, а во втората половина на емисијата оставете и ваше прашање во програма. За скршениците на коските и нивниот начин на лекување, но и за спортските повреди. Во денешната Телма амбуланта зборуваме со доктор Михајло Ивановски, специјалист по травматологија во Аџи Бадем, Систина. Докторе, добре ни дојдовте во Телма амбуланта и добар ден. Добар ден, благодарам за поканата. Инаку, вие сте доктор и на фудбалската репрезентација. Така што ќе ставиме денеска акцент, апостроф и на спортските повреди, но ќе започнеме општо еве. Кога ќе дојде некој пациент со некаква скршеница, на кој начин проценувате дали е таа едноставна или пак е комплексна? Важно ли е на каков начин е скршена коската? Дали е тоа хоризонтално, вертикално, односно по нејзината должина, дали е спирална скршеницата? Значи, самата скршеница сама по себе како повреда е сериозна повреда. Дали се работи за мала коска или голема коска, апсолутно небитно, пратена е со знаци кои што пациентот го тера да дојде во болница, а во моментот кога ќе дојде во болница, веќе дали се работи за коса, спирална, попречна, комплексна, мултифрагментарна, тоа веќе не е битно нас за начинот и опциите на третман. Докторе, дали секоја скршеница дава специфична и иста болка? Може ли пациентот да не чувствува ништо, да помисли дека има некакво истегнување, набивање на раката или ногата, или пак дека ја шинал, а во позадина да стои фрактура? Токму така. Најголем дел од фрактурите, во најголем број случаи, се евидентни и пациентот знае дека има нешто скршено. Значи, пратени со силна јака болка, оток на повредениот екстремитет најчесто, неможност да функционира одредениот екстремитет, така да тоа се сигурни знаци дека нели дел од телото некоја коска е скршена и пациентот веднаш бара медицинска помош. Се случува точно така е да кај некои на времето ги велевме фисури, тоа се сепак фрактури, спукнатини кои што се недислоцирани, неизместени, да пациентот чувствува болка, да има минимален оток, меѓутоа да тоа е функционално, да помина ден, два, три, додека се појави на лекар. Особено доколку се работи за повреда на горните екстремитети, каде што не гази, не оптеретува и сепак има повреди кои што не секогаш нели ги носат пациентите на лекар. Дали пукнатина или скршеница на коска секогаш е проследена и со оток или пак модрица? Во најголем број од случаите дефинитивно е проследена со оток и со хематом со модрица, независно дали тоа е голем хематом, евидентен, или е помал оток кој што пациентот па и не секогаш во прво време го приметува. Меѓутоа секогаш тоа се клинички знаци кои што се пропратен дел на самата скршеница, на самата фрактура. Каква е свесноста на пациентите во однос на повредите? Дали денеска веќе веднаш се упатуваат кај травматолог или понатаму има примери кога ќе поидат прво на местач? Мора да признам дека се повеќе свеста наша како луѓе, како воопшто и пациентите се менува и се повеќе и почесто консултираат лекар. Да, има луѓе кои што се јавуваат први на соодветен местач, нели? Како и да е опцијата за третман на самиот пациент, меѓутоа најчесто доаѓаат бараат медицинска помош. Затоа што додека не утврдиме дали се работи за мекоткивна повреда, повреда на коски, лигаментарна повреда, едноставно третманот не би требало да биде несоодветен. Дали повредата на коските секогаш се гледа на рентген снимка? Да, значи рентгенската слика, односно тоа е дел од дијагностиката покрај клиничкиот преглед, е нешто што ни дава првична информација за типот на скршеницата. Кај голем број повреди понатаму бараме доиследувања, дали најчесто тоа е компјутерска снимка, каде што врз база на соодветната соодветниот тип на фрактура, понатаму ќе следи соодветниот третман на пациентот. Така, значи мекоткивните повреди
како што се лигаментите и слично, може да се забележат само на магнет или можат и на... Да, токму така. Мекоткивните повреди, значи се диагностицираат покрај клиничкиот преглед, кој што дава една јасна слика за тоа што да очекуваме. Магнетна резонанца е златен стандард за повреда на меките структури, поготово за лигаментите и структурите како менискуси, раскавица во самите зглобови. Исто така и за мекоткивните повреди, повредите на мускулите, без разлика дали се тоа истегнувања или кинење на мускулни влакна, да, се диагностицираат со магнет, иако тука мора да го спомнеме и ултразвукот, ехо испитувањето кое што дава соодветно првична информација за типот на повредата. Бутната коска се смета за едно од најцврците во нашето тело. Колкава траума е потребна за да се скрши кај млад човек, а колкава кај повозрасен? Така е. Да, бутната коска е едно од најцврстите, ако не најцврстата коска и најдолга коска во човечкиот организам. И различен е механизмот на повредување, механизмот на кршење кај помлади луѓе, различен кај постари луѓе. Ние тоа го делиме на high energy травма и low energy травма. Најчесто кај млади луѓе тоа е high energy травма, пад од висина, најчесто повреди, дали се тоа мотори, дали се точаци, дали се сообраќајни незгоди, каде што настанува, значи потребна голема механичка сила за да настане кршење таа коска, поготово што е таа обиколена со многу мускулна маса која што ја штити, за разлика пак од кај возрастните луѓе каде што е доволно и минимален пат од сопствена висина или пат од столче од фотелја, кога доаѓа до кршење на дел од бутната коска. Тоа е она што ние го велиме. Значи доволно се сопнат. Да апсолутно, значи пат од сопствена висина, пат, паѓање на колкот, паѓање на страна, доведува до тоа е она минимално low energy травма што доведува до скршеница на дел од бутната коска. Кај повозрастните при ваква повреда со ниска енергија, пат од сопствена висина, многу често се крши и колкот. Токму така. Зошто е тоа така? Колкот, значи тоа е дел од бутната коска, меѓутоа е зглобна повреда која што најчесто се крши кај возрастните луѓе, најчесто како дел од долниот екстремитет, иначе многу често се крши и хумерусот и дисталниот дел од подлактицата. При пат најчесто се страда тој дел од коската зашто тој е мекот, односно тој е спонгиозен дел од коската, каде што и таа low energy травма доведува до фрактури. Она што е типично кај тие фрактури, па и кај повозрастни луѓе, најчесто се третираат оперативно, затоа што значи кај помлади луѓе немаме дилема. Значи фрактурата на бутната коска независно во кој дел треба да се третира и тоа се фрактури кои што бараат ургентност, односно се решаваат во првите 6 до 12 часа од самата повреда, ради еден куп други компликации кои што ги носи самата повреда во однос на останатите компликации кои што може да ги настанат кај млад човек. Например? Например, пулмонална тромбоемболија. Една многу сериозна, многу честа компликација кај повреди на долгите коски кај помлади луѓе при high energy травма, независно дали е тоа повреда поврзана со останатите повреда на останатите коски или на останати органи, односно дали се работи за мултитраума или се работи за политраума, пошто најчесто нели свесни сме што се случува при сообраќајни несреќи, при пад од голема висина, при огнестрелни повреди, кога може да настане комбинирана повреда на неколку системи во телото. Тоа бара еден мултидисциплинарен третман и соодветен тајминг за хирургијата. Не секогаш треба да биде тоа во првите саат-два, некогаш треба да се одложи, меѓутоа најчесто кога се работи за фрактури на бутната коска се работат во првите 4 до 12 часа. А кај повозрастните? Кај повозрастните, каде што имаме low energy травма, тој третман најчесто може да биде и одложен. Нормално, доколку самите услови како од страна на пациентот, така и од страна на спремноста на хирургот дозволуваат, може да се завршат и во првите 12 до 24 часа, меѓутоа најчесто кај повозрастните луѓе имаме останати коморбидитети. Крвен притисок, шеќер, останати болести кои што нели во договор со анестезиологот, кардиологот, пулмологот треба да се избере идеалниот тајминг за третманот на фрактурата. Инаку кога се работи за фрактури на долните екстремитети, во најголем број случаи се третираат оперативно, поготово кај возрастни луѓе, затоа што да ставите гипс кај возрастен човек и да лежи 6 месеци во кревет, носи многу поголеми компликации од типот на пнеумонии, декубитални рани, останати компликации кои што најчесто завршуваат несакано, отколку да тој конкретно зглоб се смени, се оперира и му се даде шанса на пациентот да понатаму нели функционира и се движи. Највозрастниот пациент што јас имам оперирано беше 96 годишен, кој што доби вештачки кол и на нога си замина од болница. Нормално, има случаи кога не можеме тоа така го направиме, меѓутоа многу похумано е на пациентот да му се даде шанса да застане на нога отколку да лежи со гипс 6 недели.
Од што зависи дали ке пациент на 96 години ќе биде ваква операција изведена Видете, или не? има многу Или возрастни Значи воопшто? има многу здрави возрастни организми кои што едноставно во моментот функционираат со таблета за притисок или со терапија за шеќер или со терапија за тироидна жлезда, како и да е. Меѓутоа се движеле нормално, паднале, скршиле коската. Значи кај тие луѓе апсолутно со соодветен тип на третман, соодветна операција продолжуваат да функционираат најнормално после пар месеци. Нема потреба да се оди со гипс или со било каков друг тип на имобилизација. Кога зборуваме за долните екстремитети. Возрастните луѓе се плашат од операцијата на колкот пред се од таа операција, од повеќе аспекти, дека може да заврши фатално, но и дека потоа нема да може да застанат на нозе. Ризик секогаш постои. Значи затоа и типот на интервенција кој што ќе го избереме ние како хирурзи, травматолози или ортопеди свеедно, дали ќе ставиме вештачки клоп или зглоб, ќе го смениме зглобот или ќе ставиме плочка со штрафови или клин со штрафови, тоа е она што е најдобро за пациентот. Со еден тип на операција, конкретно со промена на зглобот, со вештачки зглоб, пациентите вториот ден се вертикализираат, застануваат на нога, малтене на нога се излегуваат од болница, за разлика од она што се плашат од остеосинтезата, која што иде многу поспоро, зараснувањето на коската е многу поспоро, тогаш е тој период кога може да настанат компликации. Како травматолог, што повеќе ве плаши, самата повреда, кога ќе видите скршеницата, или пак можните компликации кај пациентот? Да се разбереме, има сериозни фрактури кои што уште кога ќе видите на рентгенска слика, од самата сериозност не ве плашат, меѓутоа знаете што може да очекувате после тоа. Независно дали се работи за млад или за возрастен пациент, самата операција пред се предизвик, а потоа и постоперативниот период и период на рехабилитација. Нашата работа со пациентот не завршува после 2 сати во операциона сала. Таа е после тоа период на компликации, додека пациентот не излезе од болница, па додека не застане на нога, па додека не заврши со физикална терапија. Најдобриот момент е кога ќе пациентот го видите на улица како се движи и оди нормално. Нашата работа како травматолози се гледа. Пациентот кога ќе ве поздрави и оди ќе ви рече: "Па докторе, памтите тогаш тоа и тоа", а он е на нога јасно види све дека све поминало како што треба. А како проценувате дали, да речеме, коската може да се намести и да се стави мобилизација, односно да се стави гипс, така, или пак ќе мора да направите хируршка интервенција? Да, тоа е најчесто избор врз база на типот на фрактурата. Има фрактури кои што може да ги наместите и има фрактури кои што не може да ги наместите. Има фрактури кои што може да ги наместите, а пациентот треба да се оперира. Има фрактури кои што не може да ги наместите, а пациентот не се оперира. Чисто како кога се работи за фрактура на проксималниот дел на хумерусот, кај возрастни луѓе. Кој дел е тоа? Тоа е рамото. Кај рамото, добро. Значи кога е скршено рамото, значи тоа е многу благодарен зглоб. Имало многу лоши фрактури кај возрастни луѓе зборувам, кои што завршиле со имобилизација, кои што по книга кога ќе видите фрактурата на рентген и на компјутер, дефинитивно треба да се оперира. Меѓутоа пациентот му зараснала коската, таа рака ја користи, зборуваме за возрастни пациенти, ја користи да може сам да се храни, сам да отиде до тоалет, сам да отиде до продавница, целта е постигната. Така. Најверојатно и да сме го оперирале тој пациент, ќе сме го добиеле истиот ефект, а ќе добил операција, ризик од операција, ризик од анестезија и сите тие пропратни работи. Од друга страна, имате фрактури кај млади луѓе кои што може да завршат со имобилизација, со гипс, а едноставно пациентот се оперира. Тука ќе ги спомнам спортистите. Затоа што не е исто кога третирате фрактура кај спортист и кога третирате фрактура кај секој обичен граѓанин, независно од возраста. Тој спортист сака за што е можно побрзо време да се врати на терен, затоа што сите спортски повреди кај спортистите, професионалните, така ги третираме. Затоа што оно тоа живее, од тоа зависи понатаму работата, кариерата и све. Така да, ако фрактурата вие изоперирате, таа ќе зарасне за исто време како и со гипс. Меѓутоа, третманот на рехабилитација и враќање во тренажен процес и враќање на спортски настани е многу побрз со операција отколку без. Аха, значи закрепнувањето е побрзо. Со операција сакате да кажете? Рехабилитација. Рехабилитацијата. Значи, носењето гипс, значи период од 4 до 6 недели имобилизација. Значи, двата соседни зглоба не се движат, не функционираат, тоа значи понатамошен проблем. Атрофира мускулот. Мускулатурата, тетивите се скратуваат, значи сето тоа после во рехабилитацијата оди многу потешко отколку вие кај пациенти кај што немате гипс, немате имобилизација, тие веќе после 7-миот ден почнуваат со физикална раздвижување. Еве тука една мала дигресија, претпоставам дека е интересна случка. Јас имав млад пациент
кој што падна од точак, непрофесионален рекреативец кој што скрши клучна коска, клавикула. Клучната коска беше скршена и не беше за операција, меѓутоа требаше пациентот 4 недели да си носи гипс и мобилизација. Но вика докторот ме за 2 недели правам свадба. 500 луѓе, што може да направиме? Вика може да направиме да си добиеш ти плочка и за 2 недели да можеш да играш ора. Тоа. Си избра пациентот, за 2 недели си направи свадба во Охрид со 500 души, ми се јави после свадба, вика фала за све, јас сум пресреќен затоа што јас тоа што требаше го. Само ако има време, јас ќе ја кажам мојата приказка. Јас скршив клучна коска. Ајде да слушнеме. Јас скршив клучна коска на скијање. Јас скијам долги години, децата скијат сите, јас паднав, јас скршив, си дојдов до Скопје, си се сликав со колегите, да, имаш опција да јас стојам со имобилизација 4 недели или да се оперирам. Јас лично избрав да се оперирам. Сега имам плочка, да, добив операција, меѓутоа после 2 дена бев дома, после 3 дена бев во операционна сала, не оперирав јас колегите кои што мора гости ми беа од Германија да ги пречекам. Недела заминав со фудбалерите во Анталија на припреми, таму истерав една рехабилитација физикална, кога се вратив после 2 недели си продолжив со работа. И сега имате плочка. Сега имам плочка, ама за 4 недели бев функционален. А кога на пациентите ќе им се случи ваков тип на Јас им повреда, го кажам- обично велат не операција, ако може да наместите. Видете, јас не инсистирам со операција. Значи јас кај ниједен пациент не инсистирам. Јас само ги давам придобивките од операцијата и придобивките од имобилизација. И да се разбереме, значи може да се случи со имобилизацијата доколку е гранична фрактура да не зараснува, да зараснува поспоро или лошо да зарасне. Со операцијата најчесто тоа Не се случува? Да. Мислам да не ви сваде погрешно. Не инсистирам за операција. Не. Има фрактури кои што се третираат со имобилизација, меѓутоа може да се третира во договор со пациентот. Што доколку коската не зарасне како што треба? Доколку коската не зарасне кој што треба, имаме две опции. Или е мал юнион, или е нон юнион. Или е зараснато криво и нефункционално, или е незараснато кога настануваат псевдоартрози, тоа се веќе компликации од самата фрактура. Тогаш посекако мора да се оперира фрактурата. Значи во литературата е опишано и на сите нас хирурзите не се случуваат компликации и после операција. И после операција може коската да зарасне, да се измести, да не зарасне, мислам тоа е компликација во секоја работа опишана и кај нас. Меѓутоа ризикот е многу помал. Со која брзина зараснува коска кај млад човек, а како изгледа тој процес кај повозрастните? Видете, процесот на зараснување коската е процес од 3 недели до 3, односно 6 месеци. Во првите 4 до 6 недели се ствара калус. Сите знаеме што е калус, односно коската зараснува. Тој калус во наредните 3 до 6 месеци се моделира, односно коската е единствениот орган во човечкото тело кој што зараснува без лузни. Значи после фрактура и икс години вие може да не приметите дека таа коска била скршена. За разлика од кога ќе си сечете, нели? Лузната ви останува цело време. Кај млади луѓе зараснува побрзо. Коската временски тоа не е упола времето од колку е возрастен, меѓутоа самиот метаболизам, самите клетки во тој организам се многу плурипотентни и затоа побрзо зараснува отколку кај повозрастни. А кај повозрастните, бидејќи коската поспоро Так. зараснува, понекогаш има тие остеопороза, значи помала густина, кај нив може ли да се забележи некаква лузна, односно на рентген, да погледнете и да речете овој пациент има скршеница на може коската? да се може и кај млади луѓе да се забележи после изгодини, не дека не може, меѓутоа тоа е она што коската ја прави како орган да речеме благодарна, зашто луѓето се значи ние после операција ги вадиме плочките и коската функционира, таа е зарасната, не треба плочката како потпора за функционира понатаму во живот. Но не секогаш ги вадите плочките и штрафовите. секогаш. Од што зависи тоа? Видете, зависи од возраста, зависи од типот на фрактурата, зависи од што пациентот очекува од самата вадење, не вадење. Има плочки што пациентите им сметаат, како физички, така и психички. Тие ги вадите. Да, самата помисла дека имаат нешто ги мачи. Сам денеска работиме со тоа е значи од секогаш се работело со медицински челик, се работи со титаниум, инертни материјали кои што во голем процент, најголем уствари организмот ги прифаќа, нема потреба од Нема реакција некоја. се случуваат меѓутоа многу ретки. Ќе може да се снимаат утре на магнетна резонанца. Не само што ќе може, да проидат на аеродром. Нема да титкаат по Нема да аеродром. титкаат на аеродром, да. Претпоставам тоа е едно прашање. А вистина ли е дека за да зарасне побрзо коската е потребно оптоварување, односно пожелно е да се гази на таа нога? Дали тоа вистина тоа или е пак? веќе дел на физикална терапија. Да, значи самата стимулација од оптеретување, раздвижување го стимулира растот на коската, меѓутоа тоа е веќе во домот на физијатрите.
После секоја наша операција, пациентите ги праќаме на физикална терапија, каде што они се рехабилитираат и се враќаат во нормално функционирање. А иначе точно да самото оптеретување го убрзува понекогаш кај некои фрактури ние тоа го велиме динамизација. Самите ние правиме нешто за да таа коска почне да се спојува. А им советувате ли на оние кои што имаат скршените на коската да примат витамин Д, калциум, нешто за побрзо за здравување и обновување на коската? Постои ли нешто такво што ќе помогне? Во принцип, колаген на пример. Значи таа цела суплементација ке повозрасни луѓе подобро да се прима пред да настане фрактурата како превенција. А кога веќе ќе настане скршеницата, да, целата суплементација, дали е внесена преку хемиски добиени суплементи или исхрана, е добре дојдена. Меѓутоа не е таа основното што би требало да ја зарасне коската, поготоа не кај млади луѓе. Кај млади луѓе коската само од себе треба да зарасне ради самиот потенцијал. Не е лошо да се прима суплементација, меѓутоа не е и неопходна. Така. А има ли возрастни луѓе кои што имаат јаки, цврсти коски, како млад човек? Абсолютно, дали возраст игра некако фактор, да речеме, па сите да имаме слаби коски? Не сме сите, значи има и возрастни луѓе со сосема цврста коска, кои што нели функционираат сосема нормално, не де Боже кога ќе се скршат и кај нив треба сериозна травма. Мада мора да сите сме свесни за остеопорозата, тоа е дел кој што го намалува дензитетот, густината на коските, каде што поради таа намалена густина и скршениците настануваат многу почесто при помали падови, при low energy травма. За жал предиспонирани тука се дамите, они се попредиспонирани на остеопорозата. Кога ќе влезат во менопауза, тој хормонален дисбаланс, хормони. така, прави едно намалување на густината на коските и голем ризик од скршеници. Што им советувате на повозрастните лица? Како да избегнат скршеници? Не излегуваат надвор кога ќе падне снег. Се шалам. Да, значи видете, движењето умерено е препорачливо. Значи тоа ги прави коските цврсти. Соодветна исхрана, соодветна суплементација апсолутно добре дојдени. Понекогаш некои ситуации не може да ги избегнете, така да за мене е нели малце нелогично, не излегувате, нема да. Ако лежите дома нема ништо да се случи, меѓутоа. Физичката активност е неопходна за здрави коски? Апсолутно неопходна, да. Значи тоа е еден од превентивните начини за избегнување на скршеница, всушност физичката активност. Апсолутно. Мислам, физичката активност како за коските, така за мускулите, за тетивите, тоа е тоа што го зацврснува организмот и му помага. Ајде да проговориме за спортските повреди. Вие сте доктор на фудбалската репрезентација. Колку време се занимавате со овој тип на... Видете, јас сум долго време со спортистите и е еден дел од мојата вкупна професија што ми е најинтересен и кој што највеќе ми исполнува, да речеме. Работата со пред се млади луѓе, спортисти е еден убав дел. Јас сум преку 15 години во спортот, од страната на медицината, значи ние сме дел од стручниот тим, дел од медицинскиот тим кој што и не треба да се гледаме. Ние сме таму за спортистите да имаат успех. Имав чест и задоволство да бидам дел од екипата на ракометниот и фудбалскиот клуб Вардар. Ракометниот клуб Вардар кога беше дел од Final Four ракометот, кога бевме два пати европски прваци, апсолутно убави моменти кои што нели нема ги заборавиме. Тоа се млади луѓе од една страна кои што не се многу захтевни, меѓутоа од друга страна кога се повредат, не дека се они захтевни, самата работа ги тера да го бараат тоа. Веднаш на тренинг, веднаш на надпревар, го спомнав и претходно, од тоа работа, од тоа живеат, едноставно мора да се вратат на теренот што е можно побрзо. Кај нив третманот е малце поразличен. Не зборам хируршки и дали меѓутоа пристапот е поинаков, да. Така. Што доколку се случи на терен некаква спортска повреда, како проценувате дали спортистот може да се врати во игра или пак треба да седне на клупата? Да, тоа е моментална одлука која што нели си бара понекогаш и искуство, понекогаш нели и соработка со фудбалерот, спортистот кој што е повреден. Дали тоа може да проба, може да се врати или има повреди кои што едноставно бараат носилка, комве. Сам јас лично сум имал искршеници на фудбалски надпревар кои што нема дилема, нели? Кои што завршувале после пар сати со операции. Сме имали повреди од типот на расекотини кои што биле третирани на самиот терен, па фудбалерот, спортистот си продолжува да тренира да игра, така да
ситуацијата е од до, меѓутоа проценката е на самиот терен. Понекогаш можеме да видиме дека ќе се испрска нешто Да, магичниот спреј. Да, магичниот спреј. Каков спреј? Што е тоа? Магичниот спреј е всушност криопрепарат. Лад. Значи ладното во моментот го намалува отокот, ја намалува болката и дава, да речеме, едно олеснување, кое што му помага на докторот, физиотерапевтот и пациентот, спортистот да проценат може, не може. Ме сваќате. Мислам, ладното е неизбежен дел од спортските повреди. Значи ние со нас дали на тренинг, дали на преносиме по многу килограми мраз, како за пред, така за на полувреме, така за после тоа. Така да ладен спреј е тоа. Не е магија. На кој се начин докторот е вклучен во спортската репрезентација? Во спортската репрезентација и во секој спортски колектив, докторот е вклучен пред се во третманот на повредите кога ќе дојде до нив и рехабилитацијата и сите тие работи, меѓутоа третман е вклучен и во делот околу исхраната, околу делот на суплементацијата, околу делот на начинот на живот, односно кога они би требало да легнат, кога би требало да станат, кога би требало да имаат еден оброк, кога би требало да имаат оброк пред надпревар. Мислам, сето тоа се работи кои што се многу битни за спортистите. Значи, наше не е кој ќе игра и како ќе игра, меѓутоа кога ќе јаде, како ќе јаде, што ќе јаде, колку течности ќе внесува. Наше како доктори, како дел од стручниот штаб, да не сметам, дел од стручниот штаб е да тоа го кажеме. Сепак не е наша 100% одлуката, меѓутоа наше е да сугерираме заедно со останатиот дел од стручниот штаб. Значи важно е навечер во исто време да се легнува? Па видете, значи апсолутно сонот е за сите битен. Значи не е исто за еден организам кој ќе легне во 9, 10, 12 и во 4. Не одмара исто организмот и мозокот во 12 и во 5 савајл. Поготово ако вие треба да станете во 10 и да тренирате во 12. Така. Пред надпревар е неопходно да има спортистот одмор, претпоставувам. Значи, тоа е начин на живот. Значи професионални. Но тоа се млади луѓе, повеќето сакаат да излезат да се напијат чаша алкохол. Меѓутоа, за тоа се вели сите тие професионални спортисти даваат многу голема жртва. Значи, некој ќе станат професионалци, дури да станат врвни професионалци е тешко. Значи, сите знаеме дека сакаме да излеземе петок, сабота, они во недела имаат надпревар. Ако во петок излезат вечер, сабота колку и да е долг денот, во недела се утепани. Значи професионализмот бара една сериозна жртва. Мислам, пропуштање на многу журки, многу родендени, многу забави. Доследност и дисциплина. Патот до успехот во ниедна струка не е лесен, така да. Така. Апсолутно. Мислам, и јас кога студирав не излегував, мои другари излегуваа, ја учев, тоа е тоа. Кога ја специализирав цело лето работев, они да подмори, ама сето тоа си носи одредена жртва која што секој од нас за она што го сака и го прави, заслужува. Апсолутно. Ќе ги вклучиме и гледачите, почитувани, од тој момент емисијата е контактна, добре дојдени си вашите прашања во програма. Докторе, кои се најчестите скршеници што се јавуваат кај спортистите? Што ако се повреди, на пример, зглобот, скочниот зглоб? Скочниот зглоб е една од почестите скршеници. Кај секој спорт е различно, значи процентуално типот на скршеницата, меѓутоа скочниот зглоб е, пак ќе кажам, специфичен затоа што го носи целото тело. Сите зглобни повреди најчесто бараат хирургија, односно бараат оперативен третман, затоа што зглобната фрактура, зглобната повреда треба да се реконструира идеално за да функционира. Самата скршеница на скочниот зглоб понатаму бара по 90% од процентите кај млади луѓе и кај спортисти оперативен третман од она што го спомнав претходно. После операција нема гипс, нема имобилизација, рехабилитација започнува многу побрзо, враќањето во нормален живот и на спорт многу побрзо. Вие кога ќе ставите скочен зглоб до колено или над колено, гипс 5 до 6 недели, ќе го укочите коленото, ќе го укочите скочниот зглоб, ќе настанат контрактури, хипотрофија мускулатурата која што потоа требаат 2 до 3 месеци да се врати во функција. После збориме кај млади спортисти, фудбалери, после операција на скочен зглоб, они третиот месец веќе тренираат со екипата. Така да. А кај повозрасните лица, кај кои што е направена ваква операција, колку време им треба за да застанат на стапалото? Не брзаме, значи не одиме. Кај нив нема брзање. Нема потреба од брзање, поготоа што нели вие кај повозрасните луѓе кога го пуштите да оди, постои ризик да се лизне, да падне, да му се слоши, не да боже, па да скрши нешто друго. Мори на тие работи, кај повозрастните да ги мислиме и да ги размислуваме.
едноставно одиме за нијанса поспоро отколку кај младите спортисти. Имаме гледачи, ќе им Слободно. дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Благодарам, голем поздрав за вас и за докторот. Благодарам. Навистина исцрпувачка тема, со оглед на фактот дека го доживеавме и ние тој момент да имаме скршена рака на синчето. Би сакала да знам, станува збор за 11 годишно момче кој што ја скрши раката, во моментот е во лонгета, направена е операција. Чисто сакам да слушнам мислење од докторот каква рехабилитација предложува понатака. Така, ви Многу благодарам за вклучувањето во благодарам. програма и Секој поставеното добро. прашање. Имате пријатен ден, повелете, Со оглед докторе. на тоа дека колегите процениле дека треба да се оперира и веќе завршен тој процес, по вадење на имобилизацијата и соодветна контролна рентгенска снимка се следи период на рехабилитацијата кој што започнува веднаш. 11 годишно момче, мој совет е да се спроведе соодветен протокол за рехабилитација на било кој оддел за физикална медицина и Така. рехабилитација и резултатите ќе бидат. Има ли различни типови на рехабилитација, некоја која што дава побрзи резултати, некоја за која што е Видете, потребно повеќе време? Кај нас во Македонија рехабилитацијата им е препуштена на колегите физијатри. Значи тоа се Од доктори ваше физијатри. искуство? Видете, секое, значи исто кога што различен тип на операција и човек што ја прави има исто и со физикална. Меѓутоа, физикалната генерално е составена на сите места од ист тип. Меѓутоа, за мене што е битно за физикалната се вежбите, раздвижувањето и јакне на мускулатурата. Физикалната не е само лазер, ултразвук, шоквейв или едноставно вежби, раздвижување, пливање, односно следо тоа е битно, поготово за зглобните повреди. Така. Ајде да слушнеме уште еден гледач во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ве слушаме одлично и го очекуваме вашето прашање. Следете го разговорот молам. преку слушалката. Повелете. Да прашам Секако. докторот да го... Повелете. Ало? Ве слушаме одлично. Добро, ајде да прашам едно прашање. Ајде. Љук ми има дискус хернија. Има 27 години. Така. И какво е лекувањето? Какво е лекувањето кај млад човек кој што има дискус хернија? Ви благодарам за Кај вклучувањето. петтиот прешлен, четвртиот предтиот прешлен. Таму. Така, добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Што би советувала кај еден млад Видете, човек со кај еден дискус млад човек со хернија? дискус хернија, во зависност од симптомите, клиничката слика и испитувањата, не е исклучено и оперативен третман. Меѓутоа, посекако треба да се проба со физикална терапија, со јакнење на мускулатурата, да нели се исцрпат сите методи, па да се дојде до она што е. Меѓутоа, мој личен совет е физикална терапија на уста, перо, витамини, па да се процени понатаму како тоа ќе е. Не би брзат со хирургија во секој случај. Така. Има ли вистина дека вежбањето може сериозно да помогне кога станува збор за дискус хернија, особено со заекнување Да. на онаа мускулатура на грбот и на градите? Апсолутно. Стомачната. Да, јадрото, значи Така. стомачната Кор. грбната мускулатура, кор, значи апсолутно влијае. Значи не може да го, доколку е дискусот веќе тргнат да протрудира, не може да го вратиме назад со тоа, меѓутоа мускулатурата може да го задржи нашето тело за да тоа се задржи, значи дискус хернијата е процес на дегенерација. Дегенерација е старење на организмот. Тоа е надолна линија кај сите нас. Со вежбањето, со јакне мускулатурата, со соодветен начин на живот, тој процес може да го направиме да не биде една Така, надолна така. линија. Ајде да ги слушнеме останатите прашања од гледачи. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ало, Ве слушаме одлично, повелете. се јавуваме од Охрид. Така. Опериран сум пред 3 месеци од коленото. Добро. Бев и набајна во Дебара. За до колку време ќе од време на време ме боли коленото после операцијата. Само да прашам, Операцијата е успешно извршена во Охрид. вештачко колено. Осеќам и болки Така. во коленото. Каква операција ви е направена? Дали имате вештачко колено? Колено, да, вештачко. колено, Вештачко, добро. И се уште чувствувате болка после да. Болки операцијата? од време на време, да. Така, да немате уште некој прашање, докторе, тоа е се. Ви благодарам за Ајде, за вклучувањето во програма. Пријатен ден. Докторе, Очигледно повелете. операцијата е направена успешно и се е во ред чим функционира, чим истера на бања. Најверојатно само требаше некој време да помине за да тие болки најчесто се изгубат скроз. Обично кај операција на колено е многу битно да се врати надколената мускулатура, а на таа понекогаш и требаат и 6 до 9 месеци Аха. за да функционира зглоб, пошто 80% од стабилноста и функционирањето на коленото е надколената мускулатура, која што многу брзо се намалува и се топи, многу тешко се. Тоа е еден враќа. проблем кој што и кај третманот на спортисти и после обична артроскопија на колено треба време да се врати надколената мускулатура. А таа е она што вистински го држи коленото.
Така да мислам дека ќе биде се воред, само треба Значи малце. слаба мускулатура, всушност слабо колено. Кога сите ние, да, кога се качувате по скали синувате, прв реагира квадрицепсот, над колената мускулатура. Ако она не е доволно се, целото опретување паѓа на колатералните лигаменти, на пателарниот лигамент, тоа знае да се воспали едноставно, дава една непријатно чувство во коленото, болка, која што треба да се соодветно истретира. Ајде да слушаме уште едно прашање од гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Јас сум 79 години. Така. Пред 3 години имам ставено вештачки кол. Се движам со помош на бастун. Но при подолго стоење и движење чувствувам латерално на таа нога една непријатност, нелагодност и морам да легнам. Мене сега ме интересираат две работи. Дали да го оптеретувам со поскали таа нога, значи да се качувам и слегнувам, постои тоа кол, и дали да одам без бастун, иако полек. Така, ја тој сакав да ве прашам, зошто одите со бастум? Дали од страв? Психички чувствувате Затоа што паднав поновно и го стршив рамо. Аха, Има добро. и страв, но има и нелагодност. Одењето ми е побавно. Така. Физикална е све и сум истретирана, но сепак кога одам сега, ме интересира дали може по скали, пошто имам таа можност во куќата, или морам да излезам надвор, па таму повеќе се сплашам да одам подоравно. Така. Пошто е колк, нели, вели Така, кои вежби, што би било подобро во вашиот случај? Ви благодарам за вашето вклучување во програма и за поставеното прашање. Докторе, повелете. Вештачкиот колк е еден од најсофистицираните во моментот, не само кај нас, него и на светско ниво, зглоб. Значи, кога ќе се промени колкот, тој вештачки колк функционира малте исто како и стариот. Значи, има пациенти кои што планинарат малте на Монте Еверест се качуваат со вештачки колкови. Така да, после 3 години од вештачки колк, најверојатно е се во ред и функционира, е сега околу стравот и сите тие работи треба да се работи. Затоа и велам, различен е пристапот кон возрастни луѓе, различен е кон помлади. Значи, да, за жал, пациентката паднала, па скршила рамо, па сега стравот е голем. Меѓутоа, вежби, еднаш годишно физикална терапија или банско лекување, јакнење на мускулатурата би било сосема доволно да тој колку функционира. Инаку, после 3 години сигурно е се во ред со колку ти нема зашто било што да се секира. А што советувате? Пешачење по рамна Апсолутно површина или по пешачење по скали рамна, дури и по качување? скали. И едното и другото. И едното и другото, нели? Сето тоа треба да биде умерено, во прво време со помош, дали некој до вас ќе ви помага или ќе биде тука, што велиме страво да ви го чува, меѓутоа полека треба да Ќе дојде до психолошко ослободување, Токму така. ќе се врати само во Токму довербата. така, Ајде уште едно прашање од гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Ало, докторе, имам 81 година Така? и кукот ми е од десната страна ме боли многу, има 7-8 години, пијам таблетки хлебавен и нон-дол се мачкам. Али големи проблеми имам со кукот од деснава страна. Така, го имате снимано? Не, немам снимена кукот, кичмата ми е 1 сантим отпуштена. Значи имате проблем со ребетот, добро? Докторе, да немате уште некој прашање? не оперира, не е ништо. Не сте опериран? Не. Значи не сте биле на лекар, не знаете точно за што се работи, имате болка во десниот колк, но истовремено и проблем со ребетот. Предпоставам ребетот, болка со ребетот на истото ниво кај колкот? Во ребетот немам толку многу, само во кукот. Така, добро. Али ограничени движења? доста возам точа, како имам 81 година и упорен сум многу работа. Значи возите велосипед, а имате ограничени некакви движења со ногата, предпоставувам, Во колкот, да. или во колкот? Имате ограничени Во движења? колкот, само во колкот имам. Добро. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Хвала. Пријатно. Годините ќе ги тргнеме страна, Добро. пошто 80 години Води велосипед, не спомна. апсолутно активен човек, Така. рече дека работи пациент, човекот, дека си е подвижен. Значи, најверојатно, колкото е оштетен, што е сосема нормално за 80 годишен човек, таму веќе нема раскавица, трињето е зголемено, затоа и болката е зголемена, ограничени движења, како што каже, има баш заради тоа. Е сега дали кичмата го боли од колкото или обратно и дали крлицата спуштена ради тоа, тоа е веќе, како да ви кажем, едно со друго поврзано.
кога ви оштетен колкот, значи вие не се движите убаво, почнува да боли грбот, крлицата се спушта и станува нееднаква, почнува да боли коленото, најчесто почнува и срце да страда, пошто вие не се движите, едноставно целиот организам влегува во еден дисбаланс. Мој најотворен совет е доколку се направи соодветно испитување и се докаже таа артроза на колкот, да се смени колкот, независно од возраста, пациентите се враќаат во нормално функционирање после 2 до 3 месеци, се движат нормално, она што е основно немаат болка, почнува сето друго да се регулира. Се намалува болката во грбот, во кичмата, во крлицата, така да. Луѓето, особено повозрастните лица, ја одложуваат оваа операција, велат понатаму ќе направам. Но препорачувате ли да се одложува во недоглед? Мојата препорака не е да се одговлекува и значи тоа се операции кои што луѓето ги враќаат во нормално функционирање, имаат многу поголем бенефит отколку што може да изгубат. Значи правиме муавет за квалитет на живот. Значи во Германија каде што јас имав можност да се едуцирам, не е беше проблем, меѓутоа имаше во тоа време 78 годишен пациент кој што се оперираше и колено и рамо, артроскопски. Неговата логика беше: јас играм голф. Дали ќе играм уште еднаш или уште 100 пати во животот, не знам. Меѓутоа и тој еднаш сакам да не ме боли. Он дојде си се изоперира, пошто беше за тој тип на операција, после 3 месеци си дојде контрола, после голф, после тие. Збориме на начин на размислување за мајндсетот. За среќа и нашиот мајндсетот полека се менува. Пошто доскоро имаше, поготоа кај повозрастни пациенти, докторе ме боли коленото и кога ќе му кажете дека треба да се направи ова или она, докторе, дајте ми за болка, ја ќе си чопам колено, не е срце, така. Меѓутоа полека се менува свеста дека и на 80 години со релативно рутински операции, физикална инекција или како и да го истретираме, луѓето се враќаат во нормален начин на живот. Пак ќе кажам, збориме за квалитет на живот, нели? И на 80 години и на 50 години ако почне да боли коленото, ако вие само лежите, нема да ве боли. Меѓутоа ако има проблем со менискус, раскавица, лигамент или што и да е, со рутинска операција вие за 3 месеци се вратите нормално функционирање. Така. 50 години има човекот, нема. Така. 150. А што е со штедењето, например, на коленото или пак на колкот? Ги боли од таа страна, па целиот товар се префрла на другата страна. Другата страна, пак ќе кажам, страда ребетот, автоматски карлицата се спушта, другото колено, коленото на таа нога, значи влегувате во еден круг каде што тешко излегувањето. Све ќе оштетите, до сватите дека ако сте го решиле проблемот со едниот зглоб, све друго ќе сте превенирали, ќе сте заштитали. А доколку пациентот има покачен крвен притисок, има диабетес, има некои такви болести, тоа може да се направат. Тоа е све, нели што велиме, ние ставаме на кантар. Така. Значи нели, да, треба да се оперира од наша страна хируршка и е подобро да се оперира. Меѓутоа тука се анестезиолози, кардиолози, интернисти, пулмолози кои што седнуваме заедно, правиме проценка и го проценуваме ризикот. Ризикот го прифаќа, што велам јас на сите, ризикот го делиме јас како хирург пациентот, меѓутоа негова е ногата. Ако ризикот е помал и е прифатлив, пациентот се одлучува, меѓутоа, па ќе кажам, на 80 години човек што вози точак, функционира нормално, се уште работи, рече, зошто да не го продолжи тоа? Не треба да има двојба, треба да се Тоа е моје одлучи. мислење, сами совет. Така. А кога станува збор за младите лица кои што спортуваат, кои повреди се и хируршки интервенции, кои што има потреба за хируршки интервенции се почести, дали на коските или пак на лигаментите, Па видете, менискусот? почести се мекоткивните. Поготоа кога се работи за коленото, поготоа кај рекреативните спортисти страдаат колената, страдаат менискусите, страдаат раскавиците, страдаат лигаментите и тоа се рутински операции кои што брзо ги враќаат во нормален тек на тренажен процес или рекреативен тренажен процес. Кршениците се поврзани со, ајде да речеме, падот точак, падот скијање, посериозни повреди, кои што исто така бараат хируршки третман. Меѓутоа, кај младите луѓе, поготоа јас го спомнав менискус како дел од коленото, една честа патологија. Кај сите помлади и постари луѓе, кај помладите луѓе најчесто тоа е поврзано со травма, со повреда. Кај луѓето после 35-40 година од животот е поврзана со претходно користење на коленото. Значи менискус структура која што ја користиме, ја гмичеме, настанува дехидратација, дегенерација негова и треба минимална травма за да се повреди. Меѓутоа кога ќе почне да боли, автоматски треба да се решава. Не ме болеше десно колено 3 години, ама ја сега дојав на лекар. За 3 години тоа парче менискус направило толков проблем на раскавицата, што веќе третманот е многу покомплициран. И пак ќе кажам, комплициран за мене како хирург, меѓутоа коленото е на пациентот. Он ќе си има мака понатаму на живот. Ги споменавте оние лица што рекреативно се занимаваат со спорт кај нив, почесто настануваат повреди? Видете, многу сум среќен што се повеќе
ние како народ се рекреираме. Значи полне кеот, многу се возат точаци, се скија, се пешачи, мислам, луѓето треба да се рекреираат и треба да спортуваат. Апсолутно е поздраво отколку да не спортуваат и да се седи по кафани. И кафаната е дел од животот, меѓутоа спортот е апсолутно поздраво. Да, ризикот од оштетување е поголем, меѓутоа кога ќе стави на кантар ризикот од оштетување менискус и бенефитот од спортот е поголем. А тие што се занимаваат рекреативно со спорт се случува ли побрзо да се вратат кон спортските активности и да застанат на нога во споредба со професионалните спортистики кои што се дадени упатства? Тоа е горе-долу исто. Индивидуално, значи од карактерот зависи. Од карактерот, од психолошката подготвеност да пројде низ процесот на рехабилитација. Тоа е многу битно кај професионалните спортисти. Сериозни фудбалски, односно спортски колективи имаат психолог. Затоа што вие на спортистот после операција, после физикална, треба му објасните дека он треба да се врати на истиот интензитет како пред повредата. Не секогаш е лесно. Сам тука треба работа со спортистот, затоа што ако некој му ја скршиле ногата на терен, како тој утре пак треба да влезе со топката на терен. Тоа бара еден процес на, да тоа велам, кога ќе речам враќање во тренажен процес и надпревари, тоа е процес. Не е само нашиот хируршки оддел, да речеме, почеток. Еден сегмент, еден дел. Друго после тоа е чекорите понатаму. Процес. Така се процес. Доктора, има ли вистина дека откако ќе направиме хируршки зафат, ќе ги чувствуваме временските промени, ќе не вие ногата или раката? Има вистина, меѓутоа, еве, мислам, сум го добил тоа прашање многу пати, како од пациенти, така, јас медицински тоа не можам да ви го објаснам. Значи, има пациенти кои што после скршеница на промена време ги боли, има пациенти кои што не реагираат. Има пациенти кои што 2 дена унапред знаат дека ќе заврне, нели, тоа се метеоропати кои што јас лично, а и сум пробал да го најдам во литература, медицински тоа не можам да го објаснам. Јас конкретно не чувствувам ништо. А не чувствувате ништо? Значи, не знам кога ќе заврне, не ме боли кога се смени времето, нели? Ама има пациенти кои што вика, докторе, супер бев до вчера вика заврна, мене ме боли. После 2 или не го боли. Медицински не можам да го објаснам. Нема објаснување. А што може да се преземе во такви моменти кога се јавува болка? Едноставно таблета за болка, малце мирување, иако е тоа трае еден ден, дуре промена времето, утре дента ништо. Начин на живот. Мајндсетот и тераме дале. Колку често се среќавате со ваков тип на повреди? Претпоставам секојдневно. Како разговарате со луѓето кои што се плашат од операција, на кои што ќе им биде предочено дека е неопходна хирургијата, а имаат милион стравови? Да. Па малте некако што се разговараме, мислам, хирургијата е екзактна наука, постојат одредени ризици кои што пациентот мора да ги знае. Значи, има многу често луѓе што докторе, дали може да ми гарантирате? Во хирургијата гаранција нема. Значи, нема машина за перење алишта, па ќе даваме гаранција 2 години. Ризик постои. Секогаш од инфекција ризик постои, од тромбоза ризик постои, од анестезија ризик постои, од лошо зараснување. Тоа пациентот мора да го знае. Да, ризикот е помало од 1 или 2% или 3 или како да го земете процентуално, литературата тоа го кажува. Меѓутоа, но тука кога пациентот ќе го прифати тој ризик, успехот е секогаш. Јас никогаш во животот не сум убедувал пациентот дека треба да се оперира, нити пак ќе убедувам. Значи едноставно мое е да му ги предочам сите, а пациентот треба да се одлучи. Само тогаш има успех и операцијата, и постоперативниот тек, и рехабилитацијата, и понатамошниот тек на животот. Значи им ги предочувате можните Апсолутно сценарија, сите можни сценарија, што би добил со операција, кои се ризиците од операција, што би добил со имобилизација, кои се ризиците од имобилизација, и едноставно продолжуваме понатаму. Затоа што, пак ќе кажам, ризикот го делиме 50-50, меѓутоа ногата на пациентот, раката, повредата на пациентот. Он треба да помине тој процес. Така. Ова го кажувам и од една страна како пациент. Доктор Василев ми е мене ментор, еден врвен светски хирург, кој што си го има оперирано и рамото и коленото. Онда пациентите кои му објаснува, знаеш што да им кога ќе прашат, ама ја кога ќе се вратам. Значи, знаеш што да им објаснат на пациентите. Докторе, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта, на вистина интересен, инспиративен разговор. Предочивте многу важни работи кои што се поврзани со сето ова. Се надевам дека беше корисно за сите. Благодарам за поканата. Има уште еден куп теми кои што може да ги разговараме така во друга прилика. Ве очекуваме повторно. Благодарам уште еднаш. Почитувани, тука ја завршуваме денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што денеска не следевте. Гледајте не секој работен ден на Телма во 12 часот и 50 минути. Пријатно.